Помина една година откако училишните клупи и учениците ги заменија, па и вие со компјутери. Како тече онлайн наставата? Кои се оние проблеми со кои што на почетокот се соочивте, сега се надминати или не? Па наставата тече. Тече како што може најдобро да ја организираме. Иако јас искрено мора да кажам, уште на почеток тоа го кажав и се уште стојам на тоа мислење дека ученицата е незаменлива. Значи, директниот контакт со учениците е нешто што е најефикасно. А со онлайн наставата прво секогаш имаме некакви технички проблеми. Плюс скратени се часовите, мора да бидем искрени и се манипулира многу од страна на учениците. Знаете, сите ова не е ништо ново, не е, нели, чудно, многу од учениците се вклучуваат, а ги нема или измислуваат некакви проблеми. Кога имаме тестови или писмени, секогаш имат нешто да прашаат, прашањето кое што ни го зема времето додека сме во училница и овде не е иско. Значи, наместо да го искористиме бидејќи се скратени часовите време за пишување или за објаснување, ние во вклучи микрофон, вклучи, исклучи камера, значи тие технички работи многу ни одзимаат од времето. И не е квалитетот кога ученикот слуша директно на час или овде слушнал, не слушнал, па во домашни услови, па посебно сега во зима сите се во една или две простории. Значи домашните мора нормален живот да има, да се движат, тоа им пречи на децата. Сите мора да молчат во позадина кога детето, или детето може да има и трема кога одговара пред своите родители. Па исто и со професорот. Значи јас живеам со моето семејство, тие мора да функционираат нормално и се треба да биде, значи, сведено на минимум кога јас имам настава, затоа што такви се условите, речиси сите работиме од дома. Така што прво од технички аспект е многу потешко и се троши време и енергија на нешто што лично мене многу ми иритира. Јас сакам повеќе да има квалитетна наставата, а не да се, нели, да се трошиме на и тоа и нервира, иритира. Ме исклучи Teams, ме изфрли, едве се вклучив, не ми стигна домашната на тоа, ви пратив на ова, па јас додека да ги најдам, да ги оценам домашните. Така што не е воопшто лесно, ама го нема ни тој квалитет, ниту убавина на наставата со онлайн, но има ли интеракција на наставата? Јас обидувам константно, значи не дозволувам учениците да молчат, постојано ги прашувам, ги вовлекувам во она што се зборува, гледам да останат будни за време на часот, да покажат интерес и тие да учествуваат во наставата, без разлика дали е нова материја или не, затоа што така мислам дека ќе се чувствуваат дека се дел од наставата, дека не се само пасивни слушатели, па да им дојде момент да заспиат од здодевност. Значи, активно да учествуваат исто како да се во училница. Значи, оној контакт со очи меѓу учениците го нема. Она насмевка, делење на шеги или брзење над преварувачки дух, кој ќе побрзо, јас се шегувам секој, ајде брзи прсти, кој побрзо ќе кликне нели на она раче. Меѓутоа веќе го нема тој дух кај децата, некако се апатични. Како на сила некој да ги тера. Не е баш пријатно. Многу е побава во училница. Како тече оценувањето, например, како ги оценувате? Оценувањето, например, усно за мене е најверодостојно. Затоа што се гледаме, секогаш може да го потпрашам ученикот или да го насочам кога некаде ќе заглави, да го потсетам на нешто. Меѓутоа имаме задолжителен дел кој што е писмено оценување. Тука веќе е друга филозофија. Сите професори, немаме некој стандард, некоја апликација, значи тестови, таму и таму да ги пуштиме и да знаеме, значи автоматски како се оценува, да знаеме дека нема да се манипулира од страна учениците. Мака мачат професорите со писмено оценување. И сите велат, леле, колку многу се препишува, леле, какви глупости читаме, леле. Значи, едноставно ни влева некоја нервоза и недоверба и оддалечување од учениците од наша страна, но и од нивна страна. Оние кои што си се, нели, вредни, кои што беа такви во време на она физичко присуство на наставата и сега континуирано сработат, меѓутоа сметам дека па тие се оштетени ученици, хендикепирани се сега со овој, затоа што сакаат да се докажат, сакаат нешто повеќе, а го немаме тоа, тие услови сега ги немаме со оваа онлайн настава. Така што писменото оценување мене лично, ама и слушам од коментарите на колегите, е многу потешко.
Дури некои прават паника кога треба тест да се прави, со однапред смета дека учениците постојано ќе препишуваат. А мора да направат некое писмено оценување и така се повеќе се создава некоја нервоза, некоја непријатна енергија тука меѓу учениците и меѓу моите колеги. Затоа сметам дека устното испрашување е многу повалидно и поедноставно. Ама писмено понекогаш мора, затоа што ни се налага и писмено да ги оцениме децата. Имаше ли некој кратење на програмата да се исфрлат некои делови ако не може да се прилагоди на онлайн наставата? На почеток од Министерството рекол дека ќе има, ама ние после кога ние пративме таа скратена програма, свативме дека и нема баш. Единствено што скрати е бројот на писмените, зборам за мојот предмет, македонски јазик и литература, наместо 4 писмени, 2 писмени работи да се изработуваат и толку домашни лектири има. Многу малку, можеби некои, да кажеме, понезначајни писатели, инаку граматика се застапено. Сите светски класици се застапени од литературата. Има и домашни лектири, значи ние не можеме со час од 35 минути, од кои што 5 минути ни треба да се вклучат сите ученици, значи тоа се половина час време, па плюс треба да му се даде на ученикот и одмор меѓу тие 2 блок часа, човечки, нели, да одмориме сите. И кога ќе се држиме до тие правила, да ги почитуваме сите тие паузи, или пак да имаме представа дека учениците навистина имаат проблеми додека да се вклучат, часот се сведува на 20-25 минути. На сето тоа ни се дадени плюс и домашни лектири, така што сметам дека тоа е премногу. Не е многу скратена, речи си воопшто. Година дена сте на онлайн настава, што е она како ученици што најмногу вам ви представува проблем во совладување на материјалот кој што треба да го научите? Најголем проблем е тоа што има повеќе проблеми, а најголемиот проблем е тоа што нас конекцијата воопшто не е добра. Например, еве, интернетот секој ден некаде снемува струја и не можеме сите да се вклопиме во наставата за да може убаво да се тече. Например, додека раскажуваме, еве, например, лектири, само 4-5 девојчиња или небитно сме на часот, другите никаде ги нема, например. Исто така, можам да кажам дека и воопшто не ги привлекува оваа онлайн настава другите. Не сакаат, еве, например, во 8 часот наутро стануваат и веднаш се вклучуваат на настава. Нив се спие, додека кога бевме на училиште ние се спремавме, па доаѓавме до тука, се расонувавме, имавме прв час физичко, се расонивме некако и потоа се течеше наставата нормално, сите бевме присутни. И тоа е најголемиот проблем, поготово особено таа интернет конекција, што е проблем кај сите. Можеби некој ќе каже дека учениците тоа го искористуваат, но воопшто не е така, навистина е тоа проблем. Некаде е многу слаб, некаде воопшто нема, некаде во некои села по денови воопшто нема интернет и не може да се справат со тоа. Некои немаат добри компјутери, имаат слаби телефони. Пример, ајде некои кои имаат мобилна мрежа на телефонот па се вклучуваат некако и ја следат наставата, а некои што го нема тоа не може да постигнат се. Едноставно ги испуштаат часовите така. Како сите што се оштетени, ние сме оштетени, ниту имавме екскурзија, ниту ја осетивме таа авантуристичка екскурзија, ниту прошетавме некаде. Сега еве при крај сме се, нели, завршуваме, ниту матура нема да имаме, ниту прослава. Единствена радост ни беше тоа што бранивме проектна и што се сликавме за таблото. Единствено за тоа се спремавме најмногу, за ништо друго. Иритира тоа што не може добро да се согласуваат со професорите. Еве, сите нас почнаа да не ни веруваат дека ние препишуваме ова и сега имаме многу полоши оценки од што додека одевме на училиште, а тие оценки ни се потребни за факултет. И некои можеби нема да може да се запишат на факултетот поради тоа што професорите на нив не им веруваат во тоа што го прават. Како што рече професорката, препишуваат и слично и сега толку се изгуби довербата, меѓуседната доверба. Како течат подготовките за матура? За одбрана, нели, на... Еве, ние, нели, требаше да се скратат прашањата и воопшто немаме ни добиено се уште прашања, никој ништо не извести, имаше скратена програма само добивме и тоа е тоа, прашања се уште немаме, никој не ни... Така да ништо не се спремаме воопшто.
некои што сакаат сами да се подготват, например, еве што ние екстерно македонски јазик и англиски, ние си вежбаме и со професорите и доста ни се посветуваат на тоа, но не е тоа, ни треба материјал, точен материјал што треба ние да го учиме за матурата. Па за мене најголемите проблеми би било тоа што немаме многу комуникација со професорите. Мислам дека за жал ова година исто како да ни помина за џабе, ништо, иако имавме неколку нови професори, немавме начин како ние тие да ја стегнат нашата доверба, ние на нив да им се докажеме дека знаеме. Мислам, ние секако учиме и сме константни и секогаш со вклучени камери, со вклучени микрофони, се обидуваме секогаш да сме присутни и тие да се свесни дека ние сме тука и ги слушаме, но сепак едноставно не е исто кога би биле во училиште на час, секогаш да дизаме раце, па да внимаваме и да пишуваме на табла, да излегуваме се и да биде се нормално. Кои од предметите ви е најтешко да ги совладате на онлайн настава? Па најтежок предмет, единствено со најголем материјал би кажала дека биологија, но не можам да се пожалам бидејќи професорката на нас се убаво ни објаснува, имаме и презентации, секој час имаме и активност, ни поставува секакви прашања и немаме ништо не е тешко ако секогаш сакаме, ако имаме желба за учење. И не дека е тежок предмет, туку едноставно треба повеќе внимание да посочиме на предметот и тоа. Кои се оние проблеми со кои се соочувате секојдневно при реализација на онлайн наставата? Па најпрво би сакала да кажам дека неминовно и фактот дека веќе онлайн наставата е дел од нашето секојдневие, веќе една година сме дел од ова лудло што се случува околу нас. Се разбира дека онлайн наставата не беше лесно да се прифати од страна на сите, на нас, на професорите, на сите кои што се дел од неа, бидејќи беше едно ново искуство за нас и беше едно ново познавање кое што спробуваме да го решиме моментално, но веќе се навикнуваме на неа. Се разбира дека не е исто како физичкото присуство, не е исто ти да имаш пред тебе професор, табела и креда и некој кој што може убаво да ти објасни, да ти го долови тоа знаење што го поседува во него. Многу е поразлично кога имаме екрани пред нас и кога зборуваме преку екрани, на тој начин пробуваме да комуницираме. Многу е тешко да се најде онаа мотивација која што ни ја дава професорите додека ги гледавме на училиште, додека имавме таа комуникација со нив, таа близина на некој начин. Многу е потешко сега тоа да го оствариме на овој онлайн начин, но сепак се трудиме и многу голема благодарност како прво треба да имаме ние учениците заради професорите кои што се трудат и се гледа дека некои иако не беа толку спремни во врска со технологијата, се потрудија со нас, учеа повеќе како да ни го доловат знаењето кое што би ни го перфектно предале додека одевме во училиште. И се разбира дека никогаш нема да биде исто како што ни е физичкото присуство, но треба да бидеме благодарни на она што сите се трудат околу нас да ни го дадат и да ни го пружат како што одевме на училиште. Кои се предметите кои што имавте потешкоти да ги совладате при ова онлайн настава? Например, има ли оние кои што бараат повеќе практичен дел кој што на онлайн настава не може да се реализира? Секако дека има. Според мене најтешко беше хемија и физика, бидејќи секако додека сме со физичко присуство, имаме можност да прашаме што ни е јасно, бидејќи сега на онлайн не сме заинтересирани повеќето од нас да слушаме, да не сме сконцентрирани на наставата, бидејќи знаеме дека без разлика што и да имаме и да немаме желба, нема правда. Знаеме дека поголем дел не се присутни, а имаат во ред оценки што не ги заслужуваат, додека ние што се трудиме, што присуствуваме и што сме редовно активни, не сме оценети како што треба. Мислам дека тоа е неправда и дека треба да што поскоро да се заврши ова и да почнеме да почнеме да одиме потребно на училиште, да имаме физичко присуство, да имаме комуникација во живо со нашите соученици, со професорите, бидејќи она што го доживуваме во живо со нив и тој разговор, конверзација со нив не може ни да се спореди со ова сега што е на онлайн часовите.
Најмногу ни фалат спомените кои ги имавме и кои ги стекнувавме секојдневно на училиште. Сите забави, сите комуникации, дружби со нашите соученици и со професорите исто така. Сега, посебно оние нови кои што се сега запишуваат, ја немаат таа прилика да се запознаат со својот клас, ни со своите соученици. Нормално дека тоа најмногу ни недостасува. И секој ден сега сме затворени дома и не сме толку психички стабилни како порано. И тоа дружењето од друга, тоа што сега немаме толку пријатели како порано, тоа што не видуваме толку луѓе и деца секојдневно, многу влијае врз нас. Подобро беше за нас кога одевме на училиште, затоа што стекнувавме нови пријателства и едноставно поинтересен ни беше животот од сега. Сега само сме ослонети на учењето и на оценките, а додека порано меѓу учењето и сите успеси на училиште имаше многу повеќе забава и спомени. Сите сме оштетени, не само учениците, и ние професорите со истите проблеми и ние се соочуваме, затоа што јас искрено да ви кажам, се чувствувам како ученик цел живот. Јас сум ученик, јас со нив учам. Домашните задачи многу пати и јас пишувам, например, во билингвална паралелка, и јас со нив пишувам домашна задача. Јас ги составам тестовите, им ги предавам писмените, ги насочувам децата, им давам секогаш одговарам на нивните прашања на Messenger, на Teams. И затоа се чувствувам исто како нив. Точно знам што ги мачи, ама точно знам и каде може да фатат кривини, нели народски кажано, затоа што сите ние сме различни и оној кој што сака навистина да учи, наоѓа начин и сила да учи и максимално тоа убаво од себе да го извлече. Оној кој што сака да заврши само училиште, ќе го заврши. Ќе имаат ли проблеми утре кога ќе заменат на факултет? На факултет сигурно ќе имат проблеми, ама проблеми веќе ги имат и самите факултети, затоа што и таму се одбива наставата на онлайн. Еве јас дома имам 2 студенти, од кои што половина од од нивното студирање помина веќе, значи втора година поред им помина дома пред камери, и тоа студенти на кои што им треба многу пракса, такви се факултетите. Значи овие деца кога ќе отидат, пак ќе кажам, оние кои што континуирано учеа и дадоа се од себе, најверојатно и полесно ќе си поминат. Ама секако ќе им фали многу работи ќе им фала, затоа што некако ми делува ова многу површно. Како чисто да се формата да се задоволи, суштината некако се повеќе и повеќе ја нема. Квалитетот опаѓа дефинитивно и интерес и желба. Во овакви услови го нема тој жар, таа енергија, таа убавина на настава. Затоа што образование и школа не е само учење и испрашување. Тоа е период кога децата раснат и се развиваат. Тие раснат во ово училиште покрај нас. Ние ги воспитуваме, ние сме им личен пример и создаваме нека убава интеракција меѓу себе, учат многу работи од нас, се почитуваме, учиме и ние од нив. Меѓутоа, во овие околности сето тоа е одсутно и голема штета за сите.